Добар ден, драги ученици! Моето име е Дијана Јовановска, наставник во Општинското основно училиште Димитар Поп Георгиев Беровски од Ѓорче Петров. Ние сега ќе имаме час по предметот работа со компјутер и основи на програмирањето за трето одделение. На овој час ќе обработуваме наставната содржина работна околина на оперативен систем. Хајде да видиме што ќе научите вие денеска, кои цели ќе треба да ги постигнете со оваа наставна содржина. Вие треба да се запознаете со поимот оперативен систем и треба да објаснувате работната околина на оперативниот систем. На почетокот на часот ќе повториме што е хардвер и софтвер. Сите знаеме дека хардверот го сочинуваат машинските делови на компјутерот. И тоа: монитор, куќиште, маус, USB, звучници, слушалки, тастатура и други делови. Додека софтверот го сочинуваат сите програми кои што му се потребни на компјутерот за да работи. Тука спаѓаат различни интернет пребарувачи, оперативен систем, Word, Excel, игри, како и уште многу други програми. Хајде да видиме што е оперативен систем. Оперативниот систем е збир на програми кои му овозможуваат на корисникот да работи со компјутерот, тоа со програмите, уредите и меморијата. Оперативниот систем прв се стартува по вклучување на компјутерот и последен се затвара при исклучување на компјутерот. Без оперативен систем, компјутерот би бил неупотреблив уред, односно ние ќе не можеме да го вклучиме и ќе не можеме да работиме на него. На еден компјутер може да се инсталираат повеќе оперативни системи и тогаш корисникот може да избере со кој од нив ќе работи. Постојат повеќе оперативни системи, но ние најчесто ги среќаваме оперативните системи Windows и Linux. Елементи на оперативниот систем се работна околина, која што е составена од прозорци, икони, лента со задачи. Како се стартува, односно вклучува оперативниот систем? Оперативниот систем се стартува на копчето Power On. Секој од вас може да го пронајде ова копче на вашиот компјутер. Кога ќе стиснеме на ова копче, ние го стартуваме, односно вклучуваме нашиот оперативен систем. Така ќе се вклучи нашиот компјутер. Секој оперативен систем има свое корисничко име, но може и да има лозинка. На оваа слика е прикажано дека се стартува оперативниот систем Windows. Тука корисничкото име е Дијана. По стартувањето на оперативниот систем, сликата која што ќе се прикаже на екранот се вика работна површина или околина, која што се нарекува десктоп. Секоја работна површина има своја позадина. Ние позадината можеме да ја менуваме, можеме да ја менуваме бојата, може да менуваме друга слика. Тука позадината на работната површина е темно сина на кој што е прикажан еден прозорец. Секоја работна површина има елементи од кои е составена. Значи, елементи на работната површина десктоп се икони, прозорец и лента со задачи. Иконите се сите овие сликички кои што се прикажани на работната површина. Тука можеме да видиме дека е отворен еден прозорец кој што ни прикажува одреден видео файл, ни прикажува еден видео клип со една мача. Понатаму подетално ќе го објасниме сите елементи. Најнапред ќе повториме за икони. Кажавме дека иконите се мали сликички со кои што се представени програми, фајлови и фолдери. На оваа слика се прикажани различни икони. Тука ја имаме иконата Recycle Bin, односно корпа. Во оваа икона се сместуваат сите фајлови што ќе ги избришеме од нашиот компјутер. Значи, се што ќе избришеме од нашиот компјутер се сместува во оваа корпа. Што се фолдери? Фолдерите уште ги нарекуваме и папки, во кои што се чуваат различни фајлови. Кога ќе отвориме една папка, се отвора прозорец во кој што се подредени сите фајлови што ги има во неа. На оваа слика е прикажана една папка. Кога ќе отворам оваа папка, се отвора еден прозорец. Тука можам да видам дека во оваа папка се подредени
фајлови со слики. Секој на својот компјутер, на својата работна површина, има различни папки. Секој во тие папки чува различни податоци. Можеме да чуваме аудио фајлови, значи одредена музика, песни кои што сакаме да ги слушаме, чуваме одредени видео снимки, видео клипови, можеме да чуваме слики, можеме да чуваме одредени текстуални фајлови. Фајловите уште ги нарекуваме и датотеки. Фајловите може да бидат аудио фајлови, кои што ни прикажуваат песни и музика, може да бидат видео фајлови кои што прикажуваат одредени видео клипови, може да бидат текстуални фајлови кои што прикажуваат текст, може да бидат фајлови со слики. Но оваа сликичка се прикажани различни фајлови. Имаме видео фајл, имаме аудио фајл, фајл со презентација, текстуален фајл, фајл со слика. Сега ќе објасниме и лентата со задачи. Лентата со задачи е долга тенка лента која може да биде на долната страна на екранот или од страна. На неа се прикажуваат имињата на програмите и папките кои се во моментот отворени, односно оние со кои ние во моментот работиме. На оваа слика можеме да видиме дека во моментот се отворени програма за цртање, програма за презентација, интернет пребарувач, како и една папка, односно фолдер. На оваа лента со задачи можеме да го видиме часот, можеме да ја видиме датата, но може и да го менуваме фонтот со кој што ќе работиме. Можеме да избереме македонски или англиски фонт. Тука е прикажано дека во моментот се работи со македонски фонт. Имаме и еден звучник, доколку стиснеме на овој звучник можеме да го намалуваме и изголемуваме гласот на компјутерот. На оваа лента со задачи се наоѓа и копчето старт. Доколку стиснеме на старт, ние можеме да ги видиме и да пристапиме до сите програми кои што се наоѓаат на нашиот компјутер. Сега ќе разгледаме неколку работни површини и нивните елементи. Тука е прикажана една работна површина, десктоп. Незината позадина е сина. Тука е отворен еден прозорец кој што прикажува одредена програма за изработка на слики. Можеме да видиме на работната површина различни икони. Имаме фолдери, тоа се овие жолти квадратчиња. Во секој фолдер има различни податоци. Може да има аудио фајлови, може да има видео фајлови, фајлови со слики, фајлови со текст, како и други фајлови. Имаме прикажано фајл со слика, имаме аудио фајл со некоја песна, имаме видео фајл каде што е прикажан некој видеоклип, имаме текстуален фајл со некој текст. Прикажани се слики од некој икони од некои програми, ја имаме и тука корпата, ја имаме лентата со задачи. Следнава работна површина исто така има различни елементи. Имаме прикажано различни икони, тука во овој дел се прикажани различни програми. Имаме лентата со задачи, копчето старт, како и кои програми во моментот работат. Тука е отворен еден прозорец, во овој прозорец можеме да видиме дека се подредени различни фолдери. Во секој фолдер има различни податоци. Исто така и оваа работна површина е слична на претходните, но можеме да забележиме кај оваа работна површина многу повеќе икони. Можеме да забележиме различни фолдери, тука се прикажани фолдери, еве тука. Има различни фајлови, имаме видео фајл, имаме аудио фајл, имаме игри, па имаме и програми, ја имаме корпата, имаме лентата со задачи, можеме да видиме кои програми во моментот се отворени, можеме да го видиме часот
и датата. Да истакнам дека ние, иконите на десктопот, можеме да ги преместуваме каде сакаме ние. Значи тие се поместуваат на кое место нас ни одговара да стоят. Оваа работна површина е малку поинаква од претходните. Тука лентата со задачи е поставена од страна. Тука го имаме копчето старт, горе можеме да ја видиме датата и часот, и тука е звучникот за да го намалиме или зголемиме гласот на компјутерот. Еве можеме да забележиме како се распределени тука сите икони. Се надевам дека преку овие различни примери на различни работни површини стекнавте знаења за основните елементи на една работна површина или десктоп. Бидејќи на почетокот научивме како да го вклучуваме, стартуваме оперативниот систем, сега ќе научиме како да го исклучиме нашиот компјутер. Како да го исклучиме нашиот оперативен систем. Прво што треба да направиме е да стиснеме на копчето старт. Знаеме дека копчето старт се наоѓаше на лентата со задачи. Потоа стискаме на копчето Power Off. Тоа е ова копче. Power Off. Кога ќе стиснеме на Power Off, ни се отвара едно прозорче. Потоа стискаме на Shutdown. Повторувам уште еднаш. За да го исклучиме нашиот компјутер, треба да стиснеме Start, Power Off и Shutdown. И така нашиот компјутер ќе се исклучи. За да го вклучиме, знаеме дека треба да стиснеме на копчето Power On, кое што се наоѓа или на кујкиштето, или во посебен дел на тастатурата од лаптопот. Хајде да видиме, драги ученици, што научивме ние денеска. Ние научивме успешно да го препознаваме поимот оперативен систем и да објаснуваме работната околина на оперативниот систем. Вашата задача е, драги ученици, на вашиот компјутер да пробате вклучување и исклучување на оперативниот систем и да ја разгледате работната околина десктоп на вашиот компјутер. Да ги видите сите икони, да ги разгледате фајловите и фолдерите.